Се наоѓаме во малата сала на Македонската филхармонија. Тука на оваа сцена вечерва со почеток од 20 часот ќе можеме да уживаме во едно несекојдневно романтично музичко патување, затоа што познатиот автор, аранжер, музичар и професор Благоја Блаше Маротов се реши конечно да не почести со негова авторска музика изведена во овој убав амбиент. Пред се благодарност за одвоеното време, токму еве на денот кога ќе се случи вечерашниот концерт, малку повеќе да ја откриеме на нашата публика за убавата музичка програма што ја подготви, се разбира, заедно со твоите соработници, со твојот бенд. Јас исто така пред се да се заблагодарам што ме следите вака пријатно целата моја кариера, да речем. Покрај тоа што ние соработуваме, нели, уште во минатото на неколку проекти, но посебно ми е драго што сме повторно заедно и сега со еден убав повод во оваа прекрасна сала на Македонска филхармонија за мојот концерт, кој што ете после долго најавување ќе се случи, се надевам, вечерва, на задоволство на сите пријатели кои што ќе бидат присутни вечерва. Блаш, твоето музичко патување трае долги децении и целиот свој живот го посвети на уметноста, на музиката, на експериментирање со различни музички жанрови и имаш позади себе на вистина огромно музичко творештво. Од сето тоа требаше да се направи некаков избор за ова романтично музичко патување што не очекува вечерва. Каква ќе биде програмата, што одбра, што е сето она што ќе го изведете вечерва тука на оваа сцена? Па вака, концертот пред се тргнавме од тоа да биде мојата авторска музика низ минатото, последните песни, но и од постарите песни од кога почнавме и со Јуле како дуа Маротов, па и подоцна кога продолжив сам. Така да програмата ќе биде еден микс од неколку мои песни со нешто што е белег и што публиката добро го знае од овие наши балкански простори. И исто така моите гости кои што еве конечно и ќе ги откријам. Мојот гост ќе биде Перо Христов од Струмица, познато име на нашата естрада и пошироко. Имам и причина зашто е Перо тука, не поради тоа што јас бев гостин пред 2 години на неговиот концерт, туку е причината една сосема друга, но таа ќе откриеме вечерва на самиот концерт. Тој ќе настапи со една своја прекрасна numera и со една песна што е причина зашто е гостин вечерта овдека и тоа вечерва ќе го видиме. А вториот мој гостин е еден многу драг мој колега, ми беше ученик, еве да речем вака, па не е причината само тоа, него тоа е исклучително талентирано момче. Тоа е Иван Кукич. Со него ќе направиме нешто што сметам дека ќе биде интересно за публиката. Ќе отпееме и ќе отсвириме нешто со 2 бас гитари, што е малку нестандардно или необично, но ние ќе го направиме да биде тоа обично и интересно и прифатливо. Не се сумневам дека ќе биде посебна вечер. Покрај тоа нормално Јуле ќе биде шлагот на тортата, со неја ќе изведеме познатата шармерки, еве да откријам на крај на концертот. И имам уште гости, тука ќе биде Војче Петрушев на неколку numeri со хармоника, Илија Филиповски на виолина, за шармерки и уште нешто. И тука е нормално мојот бенд, кој што не е голем, ама е силен бенд, кој што верувам дека вечерва ќе музицира вака убаво, за се што е спремено и се надевам дека ќе направиме една убава романтична вечер. Тоа како што кажав и пред малку, не се сумневам дека ќе биде вечер за паметење и ќе биде вистинско уживање за сите тие што ќе бидат присутни тука. Дали се уште има билети во продажба и каде може да се набават билети за концерт? Билети мислам дека скоро да нема веќе. Нешто малку ако останало, бидејќи капацитетот на оваа сала не е голем, но мислам дека ќе биде исполнета до последно место. Билетите се во продажба се уште на Розе Веро и на онлайн МК Tickets. Мислам дека има нешто и на билетарата на филхармонија.
Вечерашниот концерт во Македонската филхармонија всушност е почеток и на една мини концертна турнеја, затоа што само 2 дена подоцна, односно на 24 април, ќе одржиш концерт и во твојата родна Струмица. Токму така. Да, во Струмица ќе одиме ден после тоа, на 24 како што кажавте. Па, некако ми дојде спонтано или природно, да речам. Јас својата, таму сум роден, ама како мал напуштив, пред да напуштам мојата, под наводници, кариера, да ја кажам, како дете, од своји 10 години почнав баш таму, во Струмица, во Домот на армијата, на еден многу интересен фестивал за аматери пејачи, и така тргна, потоа се спои, некако ме внесе во светот на музиката, што веројатно и талентот и нешто ме влечело да останам таму до денеска. Ке се одржи концертот во Струмица во Домот на културата? Да, во Домот на културата. Морам да кажам дека сесредна поддршка ми дадоа општината на градот, градоначалникот, и им се заблагодарувам во оваа пригода. Бидејќи во денешно време тешко се организираат концерти, сега да не жалиме, посебно на македонски изведувачи, но ете, тие ми помогнаа и јас одлучив таму влезот да биде слободен, бидејќи тоа сакам да го направам од моето срце, од мојата душа за моите сограѓани. Како подарок за струмичани, Бажа, ти благодарам за одвоеното време, ти посакувам прекрасен концерт вечерва, со нетрпение очекуваме да дојдеме и да ги слушнеме првите акорди, да зачекориме во тоа романтично музичко патување што ни го подготви заедно со сите соработници и пријатели кои што ги спомена, а струмичани ете нека не ја пропуштаат можноста на 24 да дојдат и да бидат дел од овој концерт кој што им го посветуваш специјално за нив. Јас верувам и се надевам дека ќе биде така и уште еднаш ги повикувам сите наши сограѓани сега на градот Скопје, кои што вечерва после великденски вака се одмориле, се прославиле, да стават за окружување на едно великденско празнување со мојот концерт вечерва. Ти благодарам. Благодарам и вам.